Сега ќе започнеме со едно мало објаснување за едно мало дообјаснување за Facebook Pixelот и што тоа значи и за Google AdWords Remarketing Tag. Односно, кај Facebook е карактеристично тоа што кога некој човек повторно ја види рекламата се нарекува ретаргетинг, а кај Google тоа се нарекува ремаркетинг. Значи да знаете дека ретаргетинг и ремаркетинг е исто. Така. Што е Facebook Pixelот и што е Google AdWords Remarketing Tag? Facebook Pixel е едно парче код, неколку редови што треба да се постави на нашиот сајт. Исто и друг код е Google AdWords Remarketing Tag. Значи тоа е тоа две парчни код кои што треба да се постават на сите страни на нашиот сајт. И тие се исти, значи истиот пиксел и истиот таг одат на сите наши сајтови. Значи едно парче код што оди на сите наши сајтови, едно парче код оди на, односно да, едно парче од пикселот, едно парче од тагот. Неколку реда на код. Тоа е тоа, значи да нема дилема околу тоа, затоа што многу луѓе се двоумат околу ова, имаат некои нејасноти. Значи се ставаат ето тука, прикажано Facebook Pixelот се става на landing page и на thank you page, она зашто зборувавме во претходната лекција. Исто и AdWords тагот се става на сите овие страни. Значи ако имаме и посебна страна направена во lead pages, се става значи Facebook Pixel се става и на landing page и на thank you page и на целиот сајт и на contact page, значи комплетно на сите страни на нашиот сајт. Ако имаме повеќе сајтови и на сите сајтови е истиот код. Уште еднаш да објасниме малку тука подетално што е landing page, можеби некоја му е дилема. Landing page уште еднаш рековме страната каде што луѓето купуваат нешто, значи има некој производ, имаат тука buy button нешто, значи купете сега или што и да е, или opt-in page каде што остават име, имејл и нели имаат копче да кликнат и да отидат. Значи обично нешто тука се нуди, например, бесплатност, има некоја понуда, нешто интересно видео да се научи соодветно таргетирано, значи на таа публика. И човекот дојде, пополнува, клика тука и се префрла на thank you page каде што има download this PDF видео, што и да е некој ресурс. Тоа е она мамката што е bait, што сме го намамиле човекот да ги остави своите податоци и података почнува имейл кампања. Значи се префрла неговата имейл адреса и име во нашиот аутореспондер. Имейл кампања. Значи каде што дополнително комуницираме со него во серија пораки, значи имейл 1, имейл 2, имейл 3, така натака. Значи кои што следат одат редоследно или може да се направи некоја скалиста верзија. Значи следат една порака, па по еден ден или 2 дена добива втора порака или трета, може да биде тоа комплетно автоматизирано. Значи ова го имам прикажано претходно во други мои лекции, че треба да го видите во универзитетот. Детално го има објаснето. И ќе има уште подетално објаснување. И сега, она што е питно, зошто е магија? Затоа што, значи на нашиот сајт, да го замислим како една коцка, каде кој што ги има сите страни тука, сите категории, текстови, контакт страна, privacy, terms and conditions, се што. Значи сајтот има посети од најразлични извори. На некого можеби сме му дали наша визит картичка или клиентот му дал визит картичка. Можеби рангира некаде на Google па добива посети од Google. Можеби има некоја активна Facebook кампања или редовни посети, значи редовни купци. Значи битно посетите од разни извори на нашиот сајт се нарекуваат трафик, тоа стручно нели во нашата номенклатура, во номенклатура на интернет маркетинг. Сите посети се нарекуваат трафик. И за да можеме ние повторно, луѓе што дошле на нашиот сајт, од било каков извор, значи слушнале некаде, кликнале на линк на некој друг сајт, рековме
дошле на нашиот сајт за да можеме да ги запамтиме тие луѓе, да ги искористиме како публика кои што веќе го посетиле сајтот, се информирани за нашата услуга или производ или бизнис на некој начин. Ставаме на нашиот сајт нормално и Facebook Pixel и AdWords Tag. Чи тоа е тоа, веќе имаме поставено и ги ловиме овие луѓе што доаѓаат од тука, од различни извори. И сега што е тука придобивката? Придобивката што можеме, која е магијата, реално. Магијата е она што можеме да им пуштиме на овие сите луѓе што дошле на нашиот сајт, да им пуштиме реклама на Instagram. Сето тоа го возможува Pixel, да им пуштиме реклама на Instagram, да им пуштиме реклама на Facebook. AdWords Tagот возможува да им пуштиме реклама на Google AdSense сајтови, значи ние да плаќаме реклама, тоа е ретаргетинг. Да пуштиме реклама на YouTube и да пуштиме реклама на Gmail. Значи гледате овие сите овие платформи тука ги ловат 99% од сите луѓе, 95 може би поsto. Значи некој може би е присутен само на Instagram, ќе го фатиме таму. Некој е присутен на Facebook. Извинете. Некој е присутен на Facebook исклучиво. Некој едноставно не користи социјални мрежи на AdSense или има Gmail само и секако YouTube. Така да, значи, кој да дојде на нашиот сајт со овие два кода тука, можеме понатака да го ловиме. Значи ова е се ретаргетинг. Односно ремаркетинг. Тоа е тоа. Значи го наоѓаме секаде, нема кај да побегне. Сите овие, значи барем на еден од овие сајтови ќе го најдеме, барем на една социјална мрежа или на некој сајт или на некој AdSense мрежата знаете колкав дел од светот покрива. Исто така можеме понатака, значи она што не е вклучено тука, да не усложнуваме за почетниците, ако ставиме тука код на RevContent, например, знаете RevContent мрежата, можеме, значи, како исто трет код има, и да пуштаме реклами на RevContent на тие луѓе што дошле на нашиот сајт. Мада Facebook и Google покриваат повеќе од 95% од свет, така да тоа не е сосема доволно да не усложнуваме. И она што е битно, значи, зошто е Facebook Pixel? Facebook Pixel има една посебна карактеристика, која што е многу помоćна од Google AdWords. Во комбинација се фантастични. Али ако користиме само Facebook Pixel, односно да ги опишеме неговите карактеристики кои што се посебно добри, само да проверам дали се снима. Да, добро. Океј, значи тоа што Facebook Pixel учи какви луѓе доаѓаат на нашиот сајт. Facebook Pixel ни покажува, учи какви луѓе доаѓаат на нашата страна, лендинг страната, нели го пишано тука. Какви луѓе, значи кои од тие луѓе што дошле на нашата страна го фатиле мамецот и дошле на thank you page. Кои луѓе генерално го посетуваат на нашиот сајт, кои луѓе од тие што биле на реклама, кои што им била прикажана рекламата, кои луѓе кликнале на лендинг страната. Значи кои типови на луѓе, со какви карактеристики, која возраст, кои интереси, кој пол, огромен број на параметри кои што Facebook само ги знае. И според тоа понатака, значи гледа например првите 100-200 клика, гледа какви луѓе кликаат и понатака ги анализира тие луѓе, наоѓа заеднички карактеристики и понатака таа реклама ја оптимизира, Facebook ја оптимизира со Pixel и рекламата ја пушта на луѓе кои што се со такви слични особини. И во теорија треба да добиеме што поевтина, значи како што тече рекламата на Facebook да биде поевтина и поевтина. Значи се поевтина и поевтина затоа што Facebook има се повеќе информации од луѓе кои што, нели повеќе луѓе кликнале на рекламата, Facebook има повеќе информации за анализа и попрецизно може да одреди на која публика да ја пушта понатака рекламата. И сега лендинг пејдж
Нели, затоа на почеток кога е нов сайт, ги инсталираме Facebook Pixel и Google AdWords тагот и одиме со Facebook реклама која што и бираме clicks to website. Clicks тоа е. Значи кога бираме на почеток каква кампања да имаме и се додека не добиваме 50 до 100 leads. Односно leads, кои се leads? Leads се луѓе кои што оставиле своја имейл адреси. Значи, дошле на лендинг страна, оставиле име и имейл, кликнале тука или можеби и други информации плюс, ако бараме тука, дошле на thank you page, тие се leads. Значи, остават Facebook да анализира кои луѓе доаѓаат, кликаат на рекламата, доаѓаат на лендинг пейдж, остават своји информации, одат на thank you page. И Facebook анализира и ја оптимизира рекламата, ние добиваме со тек на време поевтина реклама, поефикасна. Сега и Facebook цело време е присутен на сите страни на нашиот сајт и учи каква публика доаѓа, значи на кои страни луѓето кликаат, кој оди од нив од homepage на contact page и какви други акции се преземат, тоа е се автоматски. И понатака, кога ќе добиеме веќе 100 имейл адреси, барем 100 имейл адреси, можеме да пуштиме нов тип на реклама. Сега го користиме пикселот, значи во првата и втората реклама. Пикселот веќе е попаметен, значи дознал многу информации за нашиот сајт, гледа како корисниците се однесуваат на нашиот сајт, какви акции преземаат, кои страни ги посетуваат, колку долго остануваат на поедина страна. Многу различни параметри се мерат тука, не е ни битно да знаеме ние. Кога веќе имаме 100 имейлови собрани, односно 100 луѓе, 100 leads, одиме со website conversions и тогаш автоматски Facebook веќе знае кои луѓе да ги пушта, на кои луѓе да им ја прикажува таа Facebook реклама, Facebook ad, да, значи на кои луѓе да им прикаже Facebook рекламата, за кои луѓе се најверојатно ќе кликнат на страната и ќе ги остават своите податоци. Затоа што тој гледа од сите луѓе на кои што ја прикажа рекламата, кои луѓе кликаат на рекламата, доаѓаат на лендинг страна и кој дел од тие луѓе оставаат информации. Значи истиот пиксел да анализира кој доаѓа тука, кој дел од луѓето што кликнале тука, кој дел од луѓето што кликнале тука оставаат информации и оптимизира за рекламата да се прикажува само на оние луѓе кои што има најголема веројатност да остават имейл адреса. Значи тоа е тоа. Ова е светиот грал на интернет маркетинг, затоа Facebook е толку моќен со пикселот и затоа мораме да го користиме. Значи ова е врв. Значи ова ќе ви помогне околу се до сега само теорија, но мораше ова да го знаете пред да преминеме на акција. Значи понатака ќе се навратите вие кога ќе креираме реална кампања, ќе се навратите на овие работи, се ќе ви стане јасно. Можете да ни сконтактирате на следниот телефонски број 070 303 831 или на имейл contact@mirkocveselkovski.com. Се гледаме, само храбро!